Во јавноста владее тотална конфузија колку ќе чини и колку време ќе се гради автопатот, односно коридорот 8 и коридорот 10D. Под превезот на тајноста многу дилеми и контроверси. Дали наместо капитални инвестиции и пред се да се стави акцент на економијата? Овој проблем или оваа капитална инвестиција, како што владата ја најави, станува политички проблем. Во овој издание на Тренинг, мој соговорник е Антонио Милошовски, пратеник, поранешен министер. Господин Милошовски, зошто се дигна толкава фама околу договорот со Бехтел и Енка, турско-американски конзорциум? Што е спорно за вас како пратеник кој има безбедносен сертификат? Дали транспарентноста, дел од клаузулите во договорот, можеби и евентуално, вие што многу често говорите, државата веројатно би плаќала преголеми пенали доколку не се испостави договореното што е ставено во овој договор со турско-американскиот конзорциум. Што за вас е најспорно? Па има неколку спорни моменти, но најспорна е таинственоста. Штом владата говори дека ова историски добар договор, тогаш секоја влада би сакала историски добрите договори да ги представи во јавноста и да ја убеди јавноста дека постигнала добар договор. Но бидејќи владата го крие договорот се уште во тајност и од новинарите, и од граѓаните, и од пратениците, се поставува прашањето што има толку да се крие. Она што го соопшти председателот на ВМРО-ДПМН е договорот сепак одредени, да кажам, совесни административци го имаат доставено и до нашата партија и тоа што можевме да го забележиме внатре се неколку штетни клаузули. Например, едната и најсериозна штетна клаузула е да се исплатат во рокот една година 53 милиони евра доколку не биде сменен законот за работни односи од 40 часовна работна недела на 60 часовна работна недела, а владата знаела дека Уставниот суд веќе укинал една таква одредба од договорот. И затоа сметам дека ваквите и други штетни клаузули создаваат впечаток дека во владата некои луѓе, особено министерот за транспорт и врски, вице-премиерот Артан Груби, директорот на државни патишта, веројатно имаат и други лукративни интереси, има индиции за поголем криминал или корупција, наместо да се заштитуваат интересите на државата и на буџетот. Зошто овој договор е класифициран и зошто ќе биде презентиран, барем е таква најавата, исклучиво пред пратениците кои имаат безбедносен сертификат? Дали ова е безбедносно прашање? Овој договор не е безбедносно прашање воопшто и сметам дека треба да се провери која институција, која установа го класифицирала. Затоа што ако нешто ставите дека е државна тајна или е строго доверливо, треба да имате причини зошто тоа така сте го завеле како документ, дали е тоа владата, дали е Министерството за транспорт или некоја друга институција, но според мене овој договор треба да биде представен пред пратениците и да им биде поделен на сите пратеници. Бидејќи за да може пратеникот совесно да одлучува за одредени законски измени, без разлика дали се тие во законот за експроприација, во законот за градба, во законот за животна средина, во законот за работни односи и слично, пратеникот е должен, има уставна обврска да ја контролира владата и со самото тоа има обврска владата да го достави договорот до пратениците, но се уште не е стигнат, зошто го кријат, повторно ќе потенцирам, веројатно затоа што вице-премиерот Груби, министерот за транспорт и врски и другите чинители во овој процес имаат некои лукративни интереси. Врз основа на што го темелите тврдењето дека зад овој договор Бехтел-Енка се крие корупција и криминал? Например, исклучиво поради нетранспарентноста? Нетранспарентноста е еден факт. Вториот индикатор е изборот на компанија за надзор. Се сеќавате на оној случај со господинот Димитриевиќ, кого лично не го познавам, но имаше една афера за негова вклученост во надзор на одредени изградби на патишта во Ерменија. И потоа имаше една контраверзна акција кога вработени во Министерството за надворешни работи со изнајмен
приватен авион го го извадија од Ерменија и потоа преку Хрватска го донесоа и до Македонија. Истиот тој човек повторно е дел од таа група на надзор кои што се вклучени во овој проект и сметам дека тука самиот контраверзен избор на оваа екипа за надзор, каде што некоја фирма се занимавала 20 на години со производство на долен веш, а сега треба да биде надзор на изградба на автопати, остава силни индиции дека надзорот ќе биде верификатор на зголемувањето на износите кои што ќе треба да се платјат на изведувачите и на подизведувачите. Со самиот избор на подизведувачите нам ќе ни стане појасно која група на луѓе е заинтересирана и кои се блиски до Артан Груби, до Бочварски и до Еју Простеми и сметам дека тука се крие главното прашање за корупција. Артан Груби си пресуди уште на непочнат проект доживотен затвор ако најдете барем дамка од можност од корупција. Дали е тоа политичко лицемерство на вице-премиерот или толку ДУИ и СДСМ како владеачка гарнитура се убедени дека ова е проект за иднината на државата? Сметам дека доколку ДУИ и СДСМ беа способни да остварат проекти, веќе ќе беше завршен проектот кој што е изведен со цела документација автопатот Кичево-Охрид. Но гледаме дека се уште не е завршен. Автопатот Кичево-Охрид кој го почна токму ВМРО. Автопатот Кичево-Охрид кој што се почна за време на претходната влада и потоа сегашната влада на ДУИ и СДСМ секоја година 2018 година кажаа дека 2019 ќе биде готов, па се помести рокот за 2020, па се помести рокот за 2023. Гледаме дека се уште не е изведен тој автопат и тој автопат е најголемиот показател за неуспешноста на оваа влада. Во самиот договор кој што го имаат подпишано со Бехтел и ЕНКА, тие превзеле обврска, владата превзела обврска до крајот на април да бидат изведени сите подготвителни работи, помошни патишта, паркинзи, поставени континери, заштитни огради, проект за одрас кон животната средина и за чување на животната средина, комплетен проект за автопатот Тетово-Гостивар, требало до крајот на април веќе да ги има. Но гледаме дека и тоа го нема. Самите превзеле обврска дека ќе го сменат законот за работни односи, иако знаеле дека е неуставно. Самите превзеле обврска дека ќе сменат закони за експроприација, се уште не е исполнето. Значи, со подпишувањето на овој договор, владата превзела обврски надвор од законските норми, сакајќи да го сруши веќе востановениот систем на checks and balance помеѓу институциите при издавање на градежни дозволи, при експроприација, да има право на жалба секој човек и она што го имаме како информации се дека блиски луѓе до власта кажани им се трасите каде би поминувала таа автопатна делница и веќе од пред неколку месеци купуваат одредени парцели по поевтини цени, прават и некои помали дивоградби, затоа што во самиот договор е запишано дека секоја дивоградба ќе се наплаќа во експроприацијата со цена како да е легална градба. И затоа сметам дека власта сама по себе е дефиниција за неспособност. Договорот, дури и тој што го подпишале, не може да го исполни. Господин Милошовски, малку ќе бидам малициозен. Дали помалку се плашите дека ќе бидете попарени после она што се случи со изградбата на автопатот, односно градбата на автопатот Кичево-Охрид и тоа започнато уште во времето на Груевски, со ангажманот на Синохидро, во меѓувреме расте и таму провизиите. Кој се офајди од тој проект и кој сега ќе се офајди евентуално од изградбата на овие два коридори, 8 и 10Д? Имаме 3 до сега поголеми компании за кои што може да направиме споредби. Тоа се компанијата Актор, која што изведуваше дел од делницата Смоквица Демиркапија. Втората компанија е Синохидро, која што го изведе автопатот Скопје-Штип. И третата компанија или конзорциум Бехтел ЕНКА, кој што имаат сега подпишано договор, но се уште не сме видели изведба. Ако ги земете цените, например на сите овие 3 компании, за тоа колку чини индекс на одредена количина на бетон
или индекс на одредена количина на асфалт или индекс на одредена количина на други градежни материјали, ќе видите дека Актор имала најповолни понуди, Синохидро имале поскапа понуда за можеби 30 до 40% во споредба со Актор, додека Бехтел Енка имаат 5-кратна поголема поскапа понуда за цените за овие градежни материјали. И она што е многу зачудувачки, во секој договор има одредена референтна вредност за која што се врзува просекот на цените. Некогаш е тоа цената на нафтата, некогаш е цената на златото, некогаш е просечната вредност на доларот и слично. Многу зачудувачки е што овој проект, договорот со Бехтел Енка, владата се согласила референтната просечна цена да се врзува со цената на резиденцијални објекти во Македонија. Зошто е тоа чудно? Затоа што владата добро знае дека цената на резиденцијалните објекти во изминативе 3-4 години е покачена за 40 до 50% и намерно ја ставаат оваа цена како референтна, што ретко се наоѓа во било кој друг договор, билатерален или ваков градежен на држава со некоја компанија, за да можат да ги набиваат до преголема висина цените на другите материјали. И затоа сметам дека од овој проект државата ќе остане многу задолжена, а градбата ќе биде многу спора. Дали препознавате помалку ретерирање, особено кај ДУИ, во однос на релациите меѓу интегративците и ВМРО ДПМН? Препознавате можна и на владина коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ по изборите? Ние како политичка опција, тоа што го можеме да го кажеме како наша заложба, наша цел и наш избор, што ние би избрале кога би биле во можност да ја добиеме довербата од граѓаните и како најголема партија да учествуваме во формирањето на владата, тогаш ние не би одбрале ДУИ за коалиционен партнер. Доколку, условно кажано, во албанскиот политички кампус бројките се приближни, изедначени или има некаков пресврт, тогаш ние како ВМРО ДПМН не би ја одбрале ДУИ за коалиционен партнер, затоа што гледаме дека 20 години ДУИ веќе стана синоним за диагнозата наречена корупција. Гледате Тренинг, гостин во емисијата Антонио Милошовски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи. Господин Милошовски, дали очекувате после овие пораки на Стејт департментот кој ни ги пренесе во Скопје американската амбасадорка, која изрази помалку разочараност и загриженост од неажурноста на апелациониот суд пред се, односно и враќањето на предметите, и пред се поради фактот што очигледно голем број на предмети застаруваат, дел од судиите постапуваат неажурно. Јас она што го гледам како најголем проблем е што сега има прилично некомпетентни кадри, чија што единствена референца е политичка или партиска блискост со некого, а кои се начело на многу битни институции во судството, и ќе го земам за пример Републичкиот судски совет. Дали изворот на проблемот исклучиво го барате кај Републичкиот судски совет? Не само кај Републичкиот судски совет. Во самото судство си има и одреден дел на квалитетни суди, ажурни, кои што си работат добро, има веројатно и други кои што веројатно нивниот политички бекграунд им овозможува да бидат полежерни или да бидат поприлагодливи, но кај Републичкиот судски совет проблемот е што ако до вчерашен стручен советник во судот треба да ги оценува денес судиите во апелации во основните судови, тоа е исто како медицински техничар или медицинска сестра да ги оценува или да врши надзор, да дава оценки за операциите кои што ги изведува еден хирург. Тоа е неправилно поставување на работите, а господјата Весна Дамева беше избрана само затоа што беше член на партиската правна комисија на СДСМ. И затоа сметам дека без разлика на политичката припадност, многу е девалвирана институцијата Републички судски совет и со самото тоа нема авторитет и сите други судови, тоа немање на авторитет
го им влијае и на нивната ефикасност, односно неефикасност во иднина. Господин Милошовски, уставни промени, дали стравувате дека владата може да ги објави имињата на македонските бугари во законодавниот дом, поточно оние кои поседуваат бугарско државјанство? Нас тоа не загрижува, затоа што еднаш веќе ја тестиравме владата, спремноста на владата, по однос на ова прашање кое што често од време на време знае да го злоупотребуваат во политички цели, некогаш и за ад хоминем напади. Предложивме како ВМРО-ДПМН предлог за дополнување на законот за пратеници, каде што како што е предвидено за македонските амбасадори, например, да поседуваат само едно државјанство за да можат да бидат амбасадори на Република Македонија во странство, така да биде предвидено и за пратениците. Секој кој што сака да биде пратеник, да мора да има само едно државјанство и тоа да биде на Република Македонија. Односно, ако поседува две, пред да ја превземе пратеничката функција и мандатот, да се откаже од другото доколку има двојно државјанство. СДСМ и ДУИ го одбија тој закон, не го прифатија. Затоа сметаме дека оваа тема може да ја користат како спин од време на време, но за жал по однос на уставните измени, како што и очекувавме претходно, сметаме дека ќе се создадат поголеми турбуленции на политичката сцена. Наместо патот на Македонија кон ЕУ да биде поедноставен, поефикасен и да биде врзан со европски стандарди, владата со прифаќањето на францускиот предлог го направи овој пат покомплексен, посложен, со поголеми внатрешни недоразбирања и билатерално врзан за историзација на определени односи помеѓу Македонија и Бугарија. Зошто ВМРО-ДПМН помалку ретерираше од првичната позиција? На почеток, колку што знам, немавте ништо против внесувањето на бугарите во македонскиот устав, за сега да сте категорично не за уставни промени. Ние на владата ја упативме едно прашање, се уште нема одговор на тоа прашање. Дали ова што го прифатиле по однос на Бугарија за вметнување на бугарите во македонскиот устав е последното барање, е последната уцена, е последното вето или е само едно од следните 10 кои што ќе следат во редослед? Нема одговор на тоа прашање и затоа таа дилема е многу голема и многу важна. Дали ваквата обврска на Македонија, доколку Македонија исполни, ќе направи еден извесен пат кон евроинтеграциите, или ваквата обврска ќе биде само прескокнување на една препрека за после година или две да следува втора, трета, пета или 10 препрека која што ќе се однесува на разни учебници, историски настани или работи кои што се случиле пред 100 или 200 години. И затоа сметаме дека ова не е добро решение. И втора работа, овој собраниски состав нема мандат, не излегол пред граѓаните со таква понуда да го отвара и да го менува уставот. Доколку има избори и партиите понудат решение за сега веќе создадениот проблем од страна на СДСМ и ДУИ, тогаш граѓаните ќе се изјаснат и ќе видиме какво ќе биде расположението и кој ќе биде легитимитетот за таа опција. Што е поверојатно да се спроведат уставните промени со овој парламентарен состав или да се оди на можни предвремени парламентарни избори на кој подолг период вие како најголема опозицијска партија инсистирате? Па има според мене и трета варијанта, трета опција, но да одам по редослед како што прашавте. Прво, моето мислење е дека во овој парламентарен состав нема да се случат промени на уставот. Затоа што пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери има цврст став околу ова прашање. Не сакаме да ги изневериме граѓаните за нешто за кое што не сме добиле легитимитет. Ниту пак да бидеме покритија за власта за грешните потези кои што ги превзема и обврски во однос на Софија. Второ, по однос на предвремени избори, ние сме за и расположени сме во секој момент да има предвремени избори, без разлика дали ќе бидат во текот на првото или второто полугодие оваа година, но гледам дека кај СДСМ и кај ДУИ не постои расположение за предвремени избори, особено кај ДУИ како партија која што во моментов, иако нема премиер, сепак ДУИ е главниот
политички играч во владата. СДСМ станува спореден коалиционен партнер, односно втор коалиционен партнер, и затоа мислам дека ДУИ не сака предвремени избори, бидејќи во овој момент што и да побара ДУИ добива од СДСМ, бидејќи СДСМ е во страв од избори и смета дека со задоволувањата кон ДУИ подолго ќе останат на власт. И третата опција се условно кажано малку порани, но сепак редовни парламентарни избори заедно со председателските. Председателските избори треба да се одржат во април 2024 година, а редовните избори треба да се одржат пред 4 август 2024 година, бидејќи пратениците имаат верификуван мандат на 4 август 2020 година, а мандатот на еден пратеник не смее да трае подолго од 4 години. И има опција да има заеднички избори во април, председателски и парламентарни, и втората опција е на која што гледам дека власта понекогаш со таа варијанта се занимава, да има председателски избори во април, а да има парламентарни избори во јуни или јули. Што според мене не е рационално, бидејќи ќе имаме два изборни трошоци наместо во еден изборен циклус, и второ, институциите кога има изборни кампањи стануваат понеефикасни од тоа што се, и доколку имате два изборни циклуси блиску еден до друг, ќе имаме парализирани институции цело полугодие или така кажано од јануари до август или може би и подолго. Затоа сметам дека би било добро и очекувано би било според мене да има заеднички председателски парламентарни избори. Што значи дека раскрстивте со првичната ваше инсистирање како партија ова лето или наесен да има предвидени парламентарни избори? Ние тоа го понудивме на владеачкото мнозинство како опција. И сметавме дека таа опција, вклучително и по однос на врската што ја превземале тие за уставни измени, може да биде подобра. Секој да си ги тестира своите платформи, своите позиции, своите програми, да се излезе на избори и граѓаните да дадат мандат, своje мислење за економијата, за уставот, за односите со Бугарија, за евроинтеграција, за капитални проекти, за цела палета на области кои што се од интерес на секој граѓанин, но власта очигледно е дека не е спремна. И ние како опозиција тоа што го понудивме беше најискрено, но гледаме дека од нивна страна нема спремност. Наместо тоа тие се занимаваа со исклучување, вклучување на одредени нови или стари владини партнери, без и алтернатива излегува од владата, Алијанса се приклучи од владата, но нема никаква нова суштина. Во меѓувреме има и некои турбуленции, гледаме во ДУИ, и самото тоа наведува на фактот дека можно е да се случат избори во април 24 година, и ако ќе потенцирам, ние сме спремни за предвремени избори во секој момент. Господин Милошовски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам многу. Поштовани гледачи, тоа беше Антонио Милошовски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи.